Во рамките на денешното предавање магистар Јоновски истакна дека грбовите на Македонија се присутни во европските грбовници, каде што се застапени рамо до рамо со грбовите на другите европски земји. Тие им припаѓаат на кралевите на земјите, што е сосема очекувано во средновековните идеи за еднаквост на земјата и кралот. Најстарата представа е ова од 1394 година, на кој што Александар Македонски е представен со златен лав на црвено поле, кој што со двете раце држи златна секија. Грбовите на Македонија се наоѓаат во илирските грбовници, наречени така по идејата за обединување на словените во една илирска држава. Новите истражувања, како што истакна магистар Јован Јоновски, покажуваат дека тие грбовници не се исполнети само со фабрикувани грбови и пусти мечти. Имено академик Матковски ги истражува илирските грбовници и присуството на македонскиот грб во нив, и со тоа се придружува на групата на луѓе кои што ги истражуваат грбовите на своите земји во Македонија, односно во овие краеви во Балканот, но исто така придружувајќи се на таа група со тоа што грбовите ги каталогизира без хералдичка анализа. Магистар Јоновски потенцираше дека Македонија за жал од осамостојувањето се уште го нема променето државниот грб, а главниот проблем го лоцира во државотворната незрелост и целосното непознавање на хералдиката. Според него, во констелација на политичките сили и идеологии, тешко е да се постигне поширок консензус, што би бил некој предлог за грб да се стави на собраниска расправа, што е веројатно дека до промената на грбот нема да дојде во догледно време. Поле обкружено со житно класие испреплетено со плодови афион и листови тутун. Меѓу врвовите на класието звезда, петокрака, под неа планина и река. Вака изгледа грбот на Република Македонија. Со тоа нашата земја е единствената држава покрај Белорусија која наместо историски и земски има грб кој поприма чисто пейсажна композиција, тврдат македонските хералдичари. Објаснуваат дека Македонија во континуитет од 400 години како символ на грбот го задржала златниот лав на црвена основа. Кај Александар Македонски тој бил со секира в рака, додека подоцна во илирската хералдика тој е крунисан. Затоа според нив нејасно е зошто Македонија останува со грб создаден пурнекот на оној на СССР. Македонскиот грб е еден од неколкуте социјалистички грбови кои што се сосема измислени. Тука беше стариот романски, босанскиот грб, затоа што поголемиот дел од другите земји кои што го смениле својот општествен поредок во социјализам ги зачувале своите символи. Значи, сите други земји после поминувањето на социјализмот се враќаат назад на своите грбови, освен Македонија и Белорусија, поради веројатно режимот или нешто друго, и само ќе прашаме на време кога Белорусија кој ќе го смени поредокот ќе се врати на својот грб, веројатно ќе останеме ние единствени. Магистар Јоновски објаснува дека лавот како символ е универзален и има и други земји кои го имаат на своите грбови. Колку за споредба, вели Јоновски, бугарскиот е црвен лав на златно поле, што представува сосема различен од македонскиот кој низ вековите останал константно златен на црвено поле.